повод 5 ноември денот на ромскиот јазик, денеска во Кавадарци во библиотеката Феткин се одржа пригодно чествување. Ученици на Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров изведува пригоден рецитал под наслов Ѓелем Ѓелем со цел пошироката јавност да ја запознаат со ромскиот јазик, на кој во оваа прилика му дадоа посебно значење. По повод Светскиот ден на ромскиот јазик 5 ноември учениците во ово училиште подготвија пригодна програма со која и го одбележа овој значаен датум на ромскиот народ. Со ова програма, која е изведена во градската библиотека Феткин, која е дом на книгата и гнездо на културата, се покажа како е убаво да се негува јазикот на кој зборува еден значаен дел од населението кое живее на овие простори во Република Македонија, а конкретно во општина Кавадарци. Библиотеката Феткин уште еднаш покажа дека е одличен домакин кога се работи за манифестација од ваковти, а со тоа дава свој придонес за развојот на сите националности во општина Кавадарци кои живеат и творат, се разбира, учат и живеат во овие простори. Почитувани присутни, по повод Светскиот ден на ромскиот јазик 5 ноември, учениците од Средно општинско земјоделско шумарско, а неодамна и фармацевско училиште Ѓорче Петров Кавадарци подготвија пригодна програма со која ќе го одбележиме овој значаен датум за ромскиот народ. Решивме нашата програма да ја изведеме овде, во градската библиотека Феткин, која е дом на книгата и гнездо на културата. Овде се негува јазикот, како основно изразно средство за искажување на мислите и чувствата. Иако се различни сите јазици, се всушност исти, затоа што ја отвараат човековата душа и се разбирливи за секој. Денес во светот живеат повеќе од 25 милиони роми, лоцирани во многу земји. Те се карактеристично етничко малцинство, чија оригиналност потекнува од индискиот субконтинент пред повеќе од 1000 години. Ромскиот јазик има индоевропско потекло и има многу дијалекти, но користени на овој јазик потекнуваат од стариот аниџаби или хинди дијалект. Говорниот ромски јазик е различен, но сите дијалекти содржат некои заеднички зборови користени од сите роми. Не постои универзален пишува ромски јазик, кој го користат сите роми. Сепак кодификацијата и конструктивен и стандардизиран дијалект е во тековен прогрес од членовите на лингвистичката комисија на ИРУ, International Romani Union. Ромскиот народ има своја култура, народно творештво и се бори за свое место под сонцето. Тој за себе има своја приказна која ја раскажува како аманет за идните генерации и се гордее со своите автохотни вредности. Современите млади од ромската популација се трудат од себе да направат силни и здрави личности, образовани, еманципирани, ослободени од наследените негативни традиции. Со тоа всушност се вклопуваат во општеството и ги надминуваат стереотипите што представуваат остаток од минатото. Јас сум туркијана. Живеам во Кавадарци. Тоа е мојот роден град. Во него се родив, пораснав и станав девојка во најубавите години. Предпоставувате дека тоа се 17 години. Сега е пролета на мојот живот, кога сите телесни течности бујно течат низ моето тело. Ова е период кога полека, но сигурно ја осознавам смислата на живот. На безбројни прашања добивам одговори. Помалку или повеќе разбирливи за мене. Што е важно, а што не е? Дали сум тргнала во вистинскиот правец? Дали постои нешто што ќе ги спречи моите планови за иднината? Ми се чини дека нема такво нешто, но сепак постои. Еве една вистина што ќе ја споделам со вас и се надевам дека ќе променам нешто со моето обраќање. Тоа е тажната вистина која постои кај мојот народ. И се надевам дека ќе се промени. Со текот на образованието, додека ги градам своите знаења и стекнувам пријателства, наидувам и на ситуации кога сум дискриминирана. Бидејќи сум ромка, скоро сите знаеме дека ромите се препознаваат по тенот на кожата и по многу други слични стереотипи, кои луѓето ги прифаќаат механички, без да размислуваат за тоа.
Каде била ромка за школу? Ке се омажи во втора година. Ова се неколку неискоренливи стереотипи кои предонесуваат за формирање на предрасуди. Ромското дете уште од мало се здобива со комплекси и фоби при комуникацијата со ромските деца. Затоа ромските деца се одлучуваат да ги напуштат училичните клупи. Јас сум одлично прифатена. Немам никаков проблем при комуникацијата со моите соученици, македонци, а сето тоа е поради тоа што сум прифатена како македонка. Тоа е чест за мене, но истовремено чувствувам и револт. Јас со гордост, јасно и гласно се представувам и му објаснувам на секого дека сум горда што сум ромка. Ја уведов реалноста во која се наоѓам како таква. Се надевам дека ќе успеам да го претворам сонот во реалност и си зададов задача да го претворам сонот во реалност. Образованието е светлина и топлина која е потребна за да се роди самодоверба и самопочит. Тоа е како семоќно сонце што ќе ја стопли и разбуди ромската душа и ќе ја потикне кон еманципацијата на својата личност, а со тоа и напредот на целиот ромски народ. Ние, ромите, имаме прекрасни традиции, но за жал, кај ромската популација, жената ги нема сите права што ги заслужува. Имено, ромките се познати по тоа дека стапуваат во брак на многу млади години. Таа неправда што им ја праваат нивните родители, некогаш е среќна, но најчесто е несреќна. Јас сум млада девојка на возраст во која најчесто моите врснички се веќе мажени жени, а може би и мајки. Не можам да се видам себе си во таа улога. Премногу сум млада да ја прифатам таа улога на жена и на мајка. Мојот поглед на свет е поинако. Јас сакам да се школувам, и тоа не до средно образование, туку сакам да завршам и факултет. Мојата желба е да ја креирам и истакна мојата личност и да го остварам својот сон. Секако дека јас сакам да имам свој семејство, да оформам заеднички дом со мојот животен сопатник. Но сакам равноправно да учествувам во тој процес. Сакам да сум самостојна во моите одлуки и заеднички да решаваме за нашата иднина. Јас сум горда на моето потекло и со мојот личен пример ќе му докажам на светот дека ромската девојка е вредна за почит, но и достојна за сите човекови права. Песната пренесува најсилна порака и најбрзо го допира до сите сетила, а при тоа иницира силни чувства на гордост, радост или тага. Ромскиот народ е познат по својата музика и игра со која го воодушевуваат целиот свет. Во песните пеат за своите маки и страдања, но и за своите радости и секојдневности. Јас сум Хулија, по националност сум ромка. И горда сум на тоа, припадник сум на еден слободен народ со своја историја и култура. Да има низ цел свет, расејани сме како ситна прашина низ целиот свет. Дел сме од секоја заедница и сме лојални граѓани на земјата во која што живееме. Ромите се најмиролюбивиот народ во светот и никогаш против никого не кренале пушка. Односно, никогаш не војувале, но се бореле во сите војни против непријателот од било која земја да доаѓаат. Како една од најважните работи за нас ромите е ромското знаме и официјалната химна. Ромското знаме во долниот дел има зелена боја која ја символизира земјата, а во горниот дел е обоен со сина боја која го символизира небото. Црвеното тркало, кое се наоѓа во средината на знамето, ги представува патувањето и миграциите на ромите. Официјалната ромска химна се темели на старата ромска песна Джелем Джелем, што значи одев, одев. Имаме официјален ромски јазик, романи шиба, како и официјално прифаќање на називот ром, што на ромски значи човек. На 4-тиот светски конгрес на ромите, одржан 1990 година во Полска, решено 8 април, денот кога е отворен првиот конгрес во Лондон, да се прогласи за светски ден на ромите, кој секоја година ќе се одбележува во целиот свет. 8 април е неработен ден за припадници на ромската етничка заедница. Сигурно на ова се зрадувале стотина роми, бидејќи нема да одат на работа. Но, на илјадници роми, секој ден им е наработен и живеат во лоши услови. Стотина роми не можат да го искористат правото да бидат ослободени од работа за 8 април, затоа што не ни може да работат.
бидејќи немаат лична идентификација. Стотина деца не посетуваат настава и се на улица каде што едва и прешивуваат. Значи, на ромите не им е потребен еден ден, им треба почитување 365 денови во годината. Мојот народ е многу намачен, понижуван, омалажуван и негиран. Но јас велам доста е. Јас сум личност која живее во слободна и демократска земја и има можност да се образувам и да ги остварам своите амбиции. Ќе учам напорно и ќе станам достојна ќерка на својот народ. Саме амела оро келена диве керена. Сао рома дае, сао рома бабо бабо. Сао рома одае, сао рома бабо бабо. Едер лези. Сао рома дае, сао рома бабо е бакрен чинен. Амет коро дурал бешава. Романо диве, амаро диве едер лези. Еде вадо бабо, аманенге бакро. Сао рома бабо е бакрен чинен. Сао рома бабо, сао рома одае. Сао рома бабо, едер лези. Сао рома дае. Сите мои пријатели играат оро, славејќи го денот. Сите роми мамо, сите роми тато. Сите роми о мамо, сите роми тато. Ѓурѓовден. Сите роми мамо, сите роми тато, колат јагниња. Но јас кутриот, јас стојам на страна. Ромскиот ден, наш ден, Ѓурѓовден. Дадоа јагне за нас тато. Сите роми тато, колат јагниња. Сите роми тато. Сите роми о мамо, сите роми тато. Ѓурѓовден. Сите роми мамо. Джелем, лунџонет роменса, маладилем, бахтале роменса, а ромале, катар тумена вен, е царенса, бахтале дроменса, а ромале, ачавале. Сазвиман јекбари фамилија, мударјас лаекали легија, а вен манса саломњаке рома, кај путардиле е романе дрома. Аке вриама, ушти рома кана, амен кутаса, мисто кај кереса, а ромале, ачавале. Путар девла лапарне вудара, те чај дикав, кај си ме мануша. Пале каджав, лунгоне дромендар, тај капирав, бахтале роменса, а ромале, ачавале. Опре рома, си бахта кана, а вен манса саламњаке рома. Около муј, тај е кале јака, камафлен сар е кале драка, а ромален, ачавален. Тргнав да патувам, сретнав среќни роми. О, роми, од каде доаѓате? Со среќните шатори крај патот. О, роми, о, млади роми, еднаш јас имав среќно семејство. Црната легија ги уби нив. Дојди со мене, Рому, од каде и да си. За ромите сите патишта се отворени. Сега е времето, станете роми сега. Ке се издигнеме високо ако делуваме сега. О, роми, о, млади роми, отвори ги Боже, белите порти, да ги видам моите луѓе. Вратете се да патуваме на патиштата и да пешачиме со среќните роми. О, роми, о, млади роми, горе, ромски народе, сега е времето. Дојдете со мене, роми од целиот свет. Темното лице и темните очи ги сакам како црнато грозје. О, роми, о, млади роми. Се верува дека денешните јазици потекнуваат од еден првобитен јазик, така наречен мајчин јазик, на кој зборувале сите луѓе, а подоцна се развиле во стотици варијанти. Секој народ има своји обичаи, традиција, но најважно мајчин јазик. Мајчиниот јазик е оној јазик на кој говориме и пишуваме. Тој представува нашиот идентитет. Секој народ има право на свое писмо со кое може да ги опише убавините на својата околина и тајните на својата душа. Секој човек треба да се запознае со историјата на својот јазик и неговото значење за да твори на него. Бидејќи нема нешто поубаво од тоа да се пишува, твори и зборува на мајчин јазик. Дури и ако јазикот е целосно оформен и стандардизиран, тоа не значи дека треба да прекинеме да пишуваме и да твориме. Напротив, јазикот е непресушен извор кој треба да се негува и развива.